Отпадните масла за јадење се создаваат при приготвување храна во домаќинствата, производството и угостителството. Маслата за јадење, после нивната употреба, добиваат својство на отпад кој представува сериозен загадувач на животната средина. Несоодветното отстранување на отпадните масла за јадење во одводи или нивно мешање со комуналниот отпад може да биде штетно по здравјето и природата. Фрлањето на отпадно масло за јадење во одводните системи во 40% од случаите резултира со нивно запушување. Отпадните масла со текот на времето се таложат и стврднуваат во цевките, при што може да дојде до блокирање на канализационата инфраструктура. Акумулацијата на отпадни масла за јадење во цврста состојба врз почвата го попречува протокот на вода и воздух и негативно влијае врз растителниот и животинскиот свет. Отпадното масло за јадење фрлено во канализационен одвод може да се излие во потоците, реките, езерата и сериозно да го загади нивниот екосистем. Отпадните масла за јадење се отстрануваат на соодветен начин доколку се складираат во специјална пластична амбалажа која се носи кај овластена и лиценцирана фирма за управување со овој отпад и негово понатамошно третирање, рециклирање или прописно отстранување. Секое правно лице од угостителската и прехранбената индустрија која употребува масла и масти за јадење во рамките на вршење на своите дејности, треба соодветно да го складира и предава овој отпад на овластена компанија за оваа дејност. Според анализи направени на ниво на Европската Унија, количината на отпадни масла за јадење, која може да се собере на годишно ниво, изнесува 8 кг по жител. Согласно со вкупната популација во Европската Унија, која изнесува околу 500 милиони жители, тоа значи дека годишниот потенцијал за собирање е 4 милиони тони отпадно масло. Во пракса, во сите земји членки на Европската Унија на годишно ниво се собираат околу 725.000 тони отпадни масла за јадење од индустријата и домаќинствата, што представува 1,45 кг по жител. Во Македонија се собираат над 500 тони отпадно масло секоја година, односно околу 0,25 кг по жител. Како соодветно да го отстраниме отпадното масло? Постои систем за собирање на отпадното масло директно од вашиот дом. Компанијата за трговија со основни прехранбени суровини Sunilenz од 2009 година започна проект за собирање, складирање и третман на отпадните масла за јадење. Таа е прва овластена компанија за оваа дејност во Македонија и се што треба да направите е да ги контактирате преку емаил или телефон, а тие ќе достават наменски сат за собирање на отпадното масло до вашиот дом. Секоја капка отпадно масло за јадење која ја собираат се рециклира во процесот на производство на биодизел и придонесува до 80% намалување на штетните CO2 гасови. Дали сте знаеле дека секој литар отпадно масло за јадење фрлено во одвод чини околу 17 евроценти по жител, трошок кој е изразен преку сметките за вода. На годишно ниво, водоводните компании во западните земји трошат во просек 17,5 милиони евра за санирање на блокадите предизвикани од масти и масла за јадење кои се изфрлени преку канализационите одводи. 1 литар употребено масло за јадење има енергетски својства кои може да се искористат за работа на телефонски полноќ од 1000 часа. Со 1 литар употребено масло за јадење може да се создаде доволно енергија за да се направат 240 шолји кафе. 1 литар отпадно масло за јадење може да загади околу 1 милион литри вода. Стани свесен за природата.